Здраво, јарци! Добро дојдовте овде, каде ќе ги толкуваме пораките кои се за вас и за месец јуни. Ајде да дзирнеме што не очекува во месец јуни. Сите што сте јарци, имате јарци во својот живот и сакате да чуете, овде сте на право место. И пред да започнеме, само сакам да ве подсетам на тоа дека ние зборуваме за многу аспекти од животот и за многу од вас. Значи не може се да се однесува, се што ќе чуете може нема да има смисла, токму поради тоа не е за вас. Она што е за вас, пораката која е за вас, вие ќе ја почувствувате и едноставно ќе ја знаете. Да не должиме многу, да започнеме со ред. Што се случува во животот на јарците? Вие, еден дел од вас, разбирам, вие нешто сте започнали или започнувате во јуни, но имам чувство дека ова веќе е започнато. Ова веќе трае некое време. И вие сега дури тврдоглаво сте почнале да работите на ова, да живеете со ова, да го правите ова. Меѓутоа, ова веќе станало товар, ова станало пречка, ова станало проблем. И што правите вие? Колку и да е тешко, вие продолжувате. Колку и да горите во нешто, вие продолжувате, вие не се откажувате. Ова нешто ова започнало неодамна, не е нешто ново. Вие предолго сте во ова, што дури сте тврдоглаво го се држите до ова нешто. Ова нешто почнало да станува товар, почнало да боли, почнало да притиска, но никако да се откажете, никако тврдоглаво се држите. Зошто? Не знам, може би ви значи, може би само не сакате да се откажете од некакво чувство на припадност. Мислите дека тука припаѓате, тука ви е местото и колку и да боли и што и да се случува, вие ќе стоите тука во таква ситуација, во такви околности. И дури сте доживеале некаков стрес, некакви непријатности во врска со ова. Може би значи може да се однесува буквално на сите аспекти од животот, во љубовта, во бракот, во домот, во работата, буквално во се. Може да е и многу мало, може да е големо, значи за сите ќе биде различно и е. И сите сте го доживеале овој шок, оваа непријатност на различен начин. Меѓутоа се случила. За некој е во домот, нешто со родителите, нешто со повозрасните во домот. Нешто се случува, може би се само расправи, може би се само некакви непријатности околу нив и тоа ве погаѓа вас, или и да не ве погаѓа, едноставно има врска и удели со вашиот живот. Не може да го избегнете. И еден дел од вас, и сега може и друго нешто сосема десето да е, еден дел од вас пак сега се одлучиле да ја напуштат ситуацијата. Контрадикторно. Вие никако не се откажувавте, а сега некој одлучил да замине, некој одлучил да прекрати, некој одлучил да стави крај на ова сето. И тоа на еден многу бурен начин, ова ќе го направите, на еден многу карактеристичен, има нешто тука чудно, необично, карактеристично, бурно, избувливо начинот на кој вие ќе ги прекратите овие работи. Еден друг дел од вас ќе си останат да си висат и да не го решаваат проблемот,
Ако е можно, можно е да сте вие тие кои треба да го решат проблемот, можно е да сте вие тие од кои зависи ова нешто. И вие никако да преземете нешто и никако да го решите. Еве сте, еден дел од вас сте овие. Еве, овој си виси овде и воопшто не се грижи за ништо. Може да е тоа. Меѓутоа, може ова да го толкуваме и на поинаков начин. Еден добар дел од вас вие ќе се жртвувате. Вие ќе се жртвувате за нешто, за ова нешто за кое зборуваме, за проблемов кој се случува. Ова во кое вие горите, ова во кое вие страдате дори. Вие повторно ќе се жртвувате. Вие ќе се жртвувате и ќе правите нешто на ваша штета. Јас имам чувство дека вие на ваша штета ќе правите некои работи. Само за да се жртвувате, за другите и за останатите или за ситуацијата за да биде се во ред. И како се одвива месецот, така енергиите се менуваат, што е многу, многу убаво и позитивно во случај, затоа што ова како стои не е ништо, нема ништо добро. Но доброто доаѓа веќе од втората половина на јуни, кога нештата почнуваат да се менуваат. Доаѓа можеби поддршка. Доаѓа можеби поддршка од партнерот. Можеби, ако немате партнер или ова нешто не ви значи, доаѓа некаква поддршка, доаѓа некаква подкрепа од вас самите, од вашата моќ, вие што можете, вие што сте способни, вие што сте самостојни, вие ќе си ја најдете во вас силата. Ќе ве насочи некој нешто, или самиот живот, или околностите, или Бог, ти што верувате во тоа. Нешто ќе ве насочи каде да си ја пронајдете силата и енергијата и да доаѓа. Ако досега сте се чувствувале ова проблемов, се работеше за дел од вас, каде се чувствувате многу немојкни, отфрлени, тогаш доаѓа нешто, се менува нешто. Дали доаѓа или вие одите кон тоа, не знам, меѓутоа со многу труд и работа вие ова ќе го постигнете и работите на нешто за да го постигнете. Кон крајот на месецот доаѓа, се случува, ќе се чувствувате самостојни, ќе застанете на свој нозе, да, ќе ги прифатите нештата што мора да се случат. Тоа што мора да се случи мора, ако сте нешто загубиле, ќе го прифатите нештото. Да, тоа е, животот е таков, меѓутоа мора да се оди напред, мора да продолжиме напред со својот живот и да бидеме присутни за тие што остануваат и за тие околу нас, да бидеме и поддршка, да бидеме и значи, тоа сакам да ви кажам, во каква и да се најдете ситуација, не губете надеж, не губете верба, не потпаѓајте под лоши чувства, затоа што кон крајот на месецот веќе работите ќе почнат да се расчистуваат и ќе почнете да го чувствувате ова олеснување, оваа промена на енергијата на многу, многу убав начин. И сега за некои други од вас, вие сте влегле или во некаква расправија, или во некој конфликт, или во некој спор, значи буквално може се да биде. Сте влегле во тоа и сте загубиле, за жал. Затоа што може не сте загубиле во спорот, сте вие губитникот, туку нешто овде нешто се случува во меѓу 5 луѓе, 5 нешта, 5 работи. Нешто, можеби, ако се 5 луѓе, поделбата е тројца со двајца, можеби
во едниот тим има тројца, во другиот двајца. Може би од 5 нешта сте изгубиле 3. Може би 3 нешта ве повредуваат. 3 ножеви ви го параат срцето. Нешто со бројот 3. Може би 3 месец, март месец нешто се случило и тоа вас ве повредува, се уште болката си ја носите. Може би за некој е загуба финансиска, значи може се да биде, ова се случило, не е ново да се исплашите, ова си го знаете. Но зашто го споменувам? Затоа што во месец јуни не може да се ослободите од тагата, од жалот, од загубата, не може да се помирите, да го прифатите фактот што тоа се случило. Дел од вас ќе сакаат болкава да лечат преку многу алкохол, што не е добро, меѓутоа не е страшно, ќе заврши. Дел од вас, ако е врска, во врската се случило нешто, некој некого повредил, на било која страна може да сте, вие тоа го знаете. Некој некого повредил. Повредениот повторно се враќа кај овој што повредува. Ако сте вие повреден, ќе се вратите повторно кај тој што ве повредува. Ако е другиот, се враќа повторно кај вас. За повторно да биде повреден, знаете како оној стокхолмски синдром, кога жртвата се приврзува за оној што ја повредува и мисли дека без него не може да живее. Така ќе се чувствувате вие во некој период од месецов, а може би другите, ако сте вие тие што повредувате, сега можно и тоа. Така тие ќе се чувствуваат. Но ова не носи ништо добро и вие или тие, зависи кој сте, ќе го чувствувате дека не носи ова добро, ова не води никаде, ова е слепа улица по која сте тргнале. Едноставно нема смисла да продолжите во животот понатаму со ова. И како што кажав и во претходниот пример, така и овде, во еден момент веќе ќе сватите дека е доста. Ќе мора веќе нешто да се... Не можете да живеете со вакво чувство на недостаток, на сиромаштија, на болка, на напуштање, на осаменост, на се што е негативно во животот. И не можете да живеете со ова и одлуката е донесена, вие ќе прекратите. Ако е личност, ќе прекратите со таква личност. Ако е ситуација, ќе прекратите, ќе исфрлите, апсолутно, буквално и конечно ќе исфрлите од вашиот живот. И ова е цврста одлука, ова не е повеќе никакво колебање, нема да има никаква несигурност. Ова ќе биде цврста и конечна одлука. И почнувате да работите, и тоа многу да работите, дали на себе, дали на ситуацијата во која веќе го вртите грбот и се вртите кон друга ситуација и таму ќе работите. И тука ќе го најдете задоволството моментално. Ќе ги прифатите работите, колку и да се, какви и да се, ќе ги прифатите. И добро е што ќе се освестите на време и ќе превземете нешто за сите тие работи што не чинат, се што не е добро да се промени. Значи, никаква грижа, никакви колебања околу тоа дали ќе се смени. Да, енергијата се менува на крајот и тоа страшно многу, може би па оваа енергија што ја гледам овде на нетрпеливост, на избувливост, на сила, на брза енергија, таа може која ќе настапи кога ќе се сменат работите. Многу ќе се сменат. Да, и тоа на многу подобро. Многу подобро. Верувајте ми. Ќе се уверите и сами ќе се уверите кон крај. Значи, за тие што финансиски сте изгубиле нешто на почетокот или порано или понеодамна,
Вие повторно ќе застанете на свој нозе, тоа сум сигурна, затоа што тоа е најјасно овде ми е прикажано. А дури ако е нешто дел со емоциите, со љубовта, да, ќе се средат работите, ќе се средат. Ова е само почеток на нема да биде месец јуни и готово крај се заврши се среди, не, туку крајот на месец јуни ќе почне да ги гледате промените и како полека ситуацијата се враќа во нормала, што е прекрасно. И за крај, знаете што правиме секогаш, вие си замислувате желба или можеби па и прашање на кое сакате одговор, но мора да биде во форма на да или не, затоа што мора да биде кратко. Ајде да видиме кој е одговорот за јарците. Што јарците треба да знаат? Ова се многу карти. Да видиме што треба да знаат. Кој е одговорот? Да или не? Ке мора да ги прифатиме овие две што паднат, зашто ова крај нема. И, драги мои, да, одговорот е да. Значи да, полека, чекор по чекор, гледате чекор по чекор кон врвот. И во една состојба на изобилие. Се надевам, ви значеше нешто? Овој одговор, се надевам, ви значеше нешто што чувте овде. Уживавте и до следното видео. Чао, чао!